Првин да го честитам празникот Свети Архангел Михаил на сите они што го слават. И во оваа пригода, настаните со празникот, сакам да ги поврзам со уште една многу важна работа, а тоа е денот за освестување за учество во сообраќај. Имено Свети Архангел Михаил беше оној кој што застана да се спротистави на сатаната. Кога тој ги повика останатите ангели да отпаднат со него, да се борат против Бога, тој застана смело и им рече на другите да стоиме мирно, да стоиме со страв, да внимаваме. И тогаш сите ангели му запеа на Бога песна Свет, свет, свет е Господ, Саваот, исполнети се небото и земјата со неговата слава. И тогаш слободната волја на ангелите се утврди во доброто. И сега што станува понатаму со човекот? Првите луѓе кога беа создадени требаше да се утврдат преку послушанието, да се утврдат во доброто и да го сачуваат местото во рајот. Меѓутоа Адам стана непослушен на Божите заповеди и отпадна, и поради тоа, поради нив фактички, сиот човечки род пострада и беше инфициран со злото, односно со гревот. Сега, поврзувајќи го тоа со овие денови кои што поминаа, сакам да кажам дека човекот, денешниот човек, посебно младиот човек, има проблеми со авторитетот. А тоа е болест од Адама. И Адам имаше проблем со авторитетот на Господа. Меѓутоа, авторитетите не произлегуваат од оние кои што сакаат нас да не понижат и да не потиснат. Врвниот авторитет Господ заповедите ги даде за ние да се сочуваме. Понатаму тој авторитет се пренесува на власта, понатаму на полицијата, понатаму на семејствата, на родителите, на професорите. Сликовито ќе се потрудам да го објаснам ова. Кога стоите на црвено светло, иако некој ви го ограничува животот, вие сепак сте најспокојни, најмирни дека ништо нема лошо да се случи. Кога ќе се запали зелено светло, вие тргнувате не по своја волја и по свој план, меѓутоа тргнувате мирно и спокојно и тука е слободата. Значи, заповедите се дадени за слобода да ни дадат, а не да ни ја одземат. Хаос и анархија не донесуваат слобода, туку робство. И ние како христијани сме нов избран народ Божи и треба да го следиме новиот Адам, односно Христос, кој што дојде да ги исполни сите заповеди и кој што нам вечен живот ни даде. Да не живееме како стариот Адам кој што се бунтуваше против Бога и Царството Небесно го изгуби за сите нас. Затоа апелирам на сите да знаат дека јас ако ги исполнувам заповедите, било Божи, било законите кои што се пропишани од државата, покрај тоа што својот живот го чувам, директно сум одговорен и за животите што се околу мене. Зашто Бог така не создаде сите да зависиме едни од други. И затоа јас, почитувајќи ги законите, ако преминувам според правила и прописи низ раскрсница, несвесно на оној кој што се разминува со мене, му го пазам животот. А тој некој ќе седне денеска на слава со своите блиски пријатели, тој некој е дел од некое семејство. Затоа да не дозволиме заради нас и нашата негрижа некој да фали во нечија радост. Кога луѓето ќе седнат за се развеселат, тие да не се спомнуваат за тажни, жални моменти, дека некој меѓу нив не е тука. Затоа апелирам до сите граѓани, кога ќе седнете на слава дома, подсетете се за послушноста на Свети Архангел Михаил, за послушноста на Христа и како треба ние да станеме послушни на законите кои што нам слобода ни даваат, а не робство. Честите слава нека. Možda nije момента, ама сакаш да прашам за сайт што има црква на албански јазик. Добро. Да го подобјасните тоа на верници. Да. Ќе постави некој прашање прво или? Може ли ја? Ајде, постави. Имаме реакции од православните христијани за поддршката на Кумановско-Осоговска епархија да се изведува литургија на албански јазик. Верниците велат дека се револтирани на оваа одлука на МПЦ и велат дека нема да доаѓаат во македонските храмови доколку се изведува литургија на албански јазик. Так. Тој што тоа го тврди, сигурно ги помешал работите во однос на православието и на христијанството. Посебно ние, Македонската црква, кој што излегуваме од крилото на Свети Кирил и Методи,
оние кои што се бореа, дури во Рим отидоа и беа малтретирани од тријазичничката ерес, треба да знаеме ние најдобро што значи дека Бог може да се прославува на било кој јазик. А за секоја душа која што го бара Бога, треба да му е разбирливо тоа. Затоа што апостол Павле вели, ако зборувате и пророкувате на неразбирлив јазик, душата ќе се моли, меѓутоа умот нема да се моли. Меѓутоа, ако зборуваме на разбирлив јазик, оној кој што сака да се моли, ќе се моли и со ум и со душа. Во однос на преводот на нашиот сајт koe.mk, не е ништо со интенција тоа е направено, туку си има еден план и програма на што повеќе јазици да биде достапен тој сајт. Зашто сајтот првично и за тоа се направи. За црквата да биде достапна за што поширока маса. Инаку немаше ни да го правиме воопшто. На друг јазик планирате ли да биде? Веќе е преведен на англиски, на руски. А русите не побараа ниту оние на српски јазик ќе се преведува. Значи тоа си е само еден процес кој што зашто имаме конкретно случаеви кога се покрстуваат муслимани. Токму тоа сакав да ве Да, прашам. кои што се албанци. Случаи каде што Да, јас сум крстил. И имав проблеми да се разбереме докрај што и како треба да се движиме. Преводот беше од страна на мажот. И сега многу полесно е кога ќе им кажеме, еве, повелете, тука има катехеза, има објаснување за нашата вера поподробно, некој да може и од дома да си прочита. Зошто да му го одземеме нештото, неговото спасение? Да не ја мешаме црквата со националноста. Најголема грешка се прави тогаш. Црквата поминува ни со овој свет, меѓутоа е за вечен живот. И треба вечен живот да им даде на сите луѓе. Албанци христијани има ли во градот, колку има, ако? Па статистика не водиме. Некоја цврста статистика не водиме. Знам едноставно дека што се појави потребата за служење на литургија на албански јазик, најголема потреба имаше во Тетовско-Гостиварската епархија и тоа по барање на граѓани кои што албанскиот јазик го имаат за свој, а се православни.